Добре дојде во Магична сцена за Сашко Коцев, мојот омилен лик, не само мој, на цела Македонија омилен лик. Каде и да се појавиш, мислам, самата појава привлекува внимание и публика. Добре ни дојде во Магична сцена. Когато така изгледам ексцентрично, чудно. Као грте не е грт, као убав не е убав, као згоден не е згоден, као нешто на пола име сака да необходен. Сашко, времиња поминаа од... да кажем јас сега. Дали знаат вашите гледачи, наши гледачи, публика. Ние се знаеме скоро 20 години. И повеќе. Да. И мислам, не така е. Може нема да 18 години, Магична сцена сигурно 2003 или 2004 година. Сите премиери у Кумановски театар бев тогаш и уште на факултет. И доаѓа Ацо доаѓа и вика ти ќе видиш, тебе те бирам актер на годината. Што направи бе, викам. Тоа ми е моето прво признание и мојата прва награда. Да. Фала ти, не сум ја заборавил. Навистина за Сашко Коцев кога првпат го видов во Кумановски театар, тоа беа едни преубави представи поред неколку во неколку години од во режија на Коле. Па имавме имаше и други многу добар репертоар, имаше, значи Нико Горшич Словенија, тогаш беше Горан Илич директор, имаше стварно еден подем театарот, се врати публиката. Значи Дејан Пројковски, Мартин Кочовски, Нико Горшич Словенија, после Коле Ангеловски имаше или три нешто имаше. Сега можеме позабраваме што колку представи, баш големи. Многу представи и големи наслови и битни наслови. Така да многу добро работевме. Тоа е од 2000. Сашко го гледам од секоја представа максимум дава, од секоја улога, најдобар и во комедии, најдобар и во драми. Колку се можело, толку. Колку се можело. Јас му викам, ти си најдобар глумец за таа и таа година. Фала ти. И Сашко се чуди, како јас уште, а ти уште студент беше, така? Студент бев, да. Студент, значи нешто при крај беше, така. Четврта веројатно беше. Штом сум играл толку, значи четврта сум бил. И после тоа те вработија во Кумановски театар? Да, после бев вработен во Кумановски театар. Некои 2 години можда 3. 2, така. Најдобриот период од Кумановски театар беше тоа. Да. И после се случија некои промени и почна малце да ме жулја средината, знаеш, како мало некако. И почнав да се тркам со себе и викам чек и како беше Томи Джери она стапчето, ова и овдека тропнав, баш овдека позади на оваа врата. Никој не ме знаеше здраво. Тогашниот директор викам ако ви треба некој тип на глумец ваков како мене. И за кратко време се случи една представа Дракула на Срđan Ечевич. Така почна мојот пат на КМН. Па после оваа сцена освоивме, па после новиот театар. Тука имаше направено представи улоги. Овде баш се работеше. Мада и во новиот после имавме. Тоа беше Рудник, ама дојде тетка пандемија, тетка панда. И сега еве се враќаме, сега ми почна мирисот на театарот да ми се враќа. Така. Имаш, не знам, премногу улоги за да почнеме да набројуваме која била најдобра и колку се одигрувала. Во новиот театар во моментот се уште мислам дека игра Не се клади на енглези, тоа ви една представа 5-6 години стара, можеби повеќе. 4 март 2014. Значи ако тргнеме пандемија година и пол, значи колку се тоа 7 години сме играли. Без таа една година, иначе 8. Сега баш 4 март само што помнам. Таа е представа која што најмногу во моментов од овие што се активни представи се одиграла до сега, така? Да, таа е најмногу одиграна, скоро 140 пати. Иначе сите се посетени. Мислам другите се играат, помалите форми уште ги играме. Сега почнаа малку поголемите представи да се враќаат на репертоар, нели заради протоколите. Сега се врати и публика, не знам дали е 75% или 100%, не знам тоа како е. Зависи во кој театар? Да, зависи изгледа во кој театар, да. Нема да ги кажувам, но има театри каде што 50% е 100%, каде што маските ни од маски, ама затоа вие во маната сте, како да ви кажам, вие по сите протоколи. Ние и поише имаме. Ние и поише од што треба. Вие ако е дозволено 50%, вие сте 25%. Ние само PCR не им правиме на врата. Тука, на лице место. И сега и до ден денеска уште тоа? Не. Веќе како што се движат, мислам, според протоколите. Значи сега е за вакцина нема, нели? Како се тоа никој не те прашува веќе за вакцина. Маските секој по своја волја кој сака да носи, мислам 75% дека е
публика дозволено, што исто е мене ми е апсурдно за тоа што јас пак седам со тој човек на 50 сантима, наместо на 25, јас на 50 сантима сум со него. Мислам, или работим, не работим. Сега, нормално е, пандемија уште е страшно, уште тоа си вртлогот уште работи, така да не знам што ќе се случува натаму. Секој со своите сваќања. Корона испадна лутрија. Сашо, ти во тие 2 години ти беше навикнат да работиш турбо, не само во театарот. Ти си стендап комичар, потоа водиш манифестации, снимаш реклами и најнаш тоа како да ти се губи тлото под носете, едноставно почнува пандемија и се замира и што правиш тогаш? Беше многу чудно. Прво беше забавно едно месец дена. Као, јас сум дома бе, викам. Јас сум дома бе, викам. Цел ден. Што да правам со себе? Дури не вика, ќе се наспеш. Не бе, ја рано станував. Зашо? Да правам нешто бе, дома да правам нешто. И после месец дена, знаеш како лошо бе, не знам, многу тешко беше, зашто ти си навикнат, сега живееш само во својот свет, а ти како актер си навикнат да имаш многу вселени. Вечерва бегаш во вселената, во светот на несеклајни енглези. Утре во животот е прекрасен вселената. Животот на Молиер, Мајстор и Маргарита. Секој ден си во некоја друга вселена. А сега денеш ти си само тука. И знаеш како тоа изгледа, онака животот го гледаш пред себе, како минува, минлив еден живот. Знаеш, многу абсурдни, многу депресивни работи из глава поминуваат. Многу реалноста ја видов, знаеш. Зашто јас сум на сцена од 98-ма. И цело време акторот нели сака да биде некој друг и ти си некој друг. И сега денеш не си, ти си само Сашка. Беше многу чудно чувство. Среќаш што си женет и што имаш деца? Да. Иначе ќе полудеш. Да, дома као 4, оние најтешките изолации, на 4 дена лок. Кај си навикнат да седиш без работа? Да. Седи, нешто мораше да се прави нешто, знаеш, мора си движење, иди тамо, тоа земи го тука, нешто мора да, не може да застане машината, уште работеше, уште. Абе викам, првите месец дена беше, забава бе, викам, многу јако бе ова дома бе. После. Добро, после се врати. Не, уствари, не беше баш тоа после, значи, тоа беше март, следната представа, прва што ја одиграв беше околу 1-2 јуни. Година и пол. Значи, скоро година и пол. И игравме Не се клади на енглези. Фала Богу што таква некоја ведра весела се погоди, да. Не, и мала представа, и мала форма, да може нешто да. И као една компанија голема ја откупи, тоа без публика. Без публика ли фул бевме? Не, пуштивме малце колку смееше публика, 30% мислам, тоа колку да има некој публик. Да не играме како на проба, у гроб. И пуштивме публика и таа представа тогаш веќе одиграна 130 пати, да кажем. И му викам на Микич, цаки викам проба да правиме утре. Зашто проба да правиме бе, нешто филм. Што ти? Абе викам проба година нешто не игра на представа. Ајде бе ќе се соберем. Се собравме. Ние не знаевме кој како се вика бе. Абе викам ја ли бев паун? Да бе, ја бев паун. Абе ти кој бе? И викам абе да не правевме проба бе. Мислам, не, сигурно не би си дозволиле да не правиме проба. А знаеш, првата мисла му беше, знаеш, улежен си дома, па викам, абе, ајде се проба, 130 пати одиграна представа. Па уште 1-2 дента правевме проби и представа. И таа глума ти да ја видиш вечерта. Како на факултет прва година. Влечи, тегни, неке не се глуми, неке не искача од тебе. Не може година нешто, неке машина да не работи. А, ovo беше тешка таа изведба. Ја одигравме изморени. Како да си спремал, не знам што. Да, бе, триатлон. Мајсторот и Маргарита. Да, бе, триатлон. Да, Мајстор и Маргарита, 5 сати. И тоа беше представиште, Мајстор и Маргарита, 5 сати. Сите кои ќе им кажам на публика, на луѓе, било кој. Викам да знаеш, трае 5 сати. Што бе? И после рекоа, сите рекоа, абе, за 5 траеше. Уште не примети никој. Убава представа, тоа беше ремек дело представа. Можам да кажам дека мене таа представа ми е најубава од сите представи во изминативе, не знам, години. Ова во МН-та ми е Мајсторот и Маргарита, Генетика на кучињата ми е во драмски театар, во МН-та ми е исто од друг жанр мюзиклот Чикаго. Тоа ми е нешто достапршо. Со мюзиклите како стоиш? Јас имам два други фаворита, тоа се Животот е прекрасен и Ничија земја. Мајстор и Маргарита секако, сите си ги сакаме, ама Ничија земја, Мајстор и Животот е прекрасен. Да, Ничија земја зеде награда. А да. Затоа ти е омилена, така? Не, едноставно тоа
тоа нешто друго се извади од нас и у двете представи, и животот е прекрасен. А с мюзикли, па да, има покана за двата мюзикли, баш кој може, тоа може да се нарече мюзикл, со сите нишани. Има покана од режисерката, јас си реков, не мислам дека пеам добро. Она рече, ти, да, викам, сум музикален, ја и свирам, подпевнувам, али таму мора да или пееш или не пееш. И Значи како Жаре од комедија? па таа улога требаше да ја играм. Викам, тука имам многу пеење. Значи дечкото пее, го зема и стварно тоа е што е. Ја би се мачел. Може да би стигнал ја до премиера да го ставам у некаква форма гласов. Ама за месец и пол ја може нема да ми у таква форма гласов. Па да се мачи публиката со мене. Плюс втора работа. Тања Кочовска искаче и пее. Ја треба после Тања да излезам да пеам. И на сите викам колеги, ево, после Тања ти излези пее да те видам. Да те видам, ај пеј и испе. Тоа е грмне. Але Жаре е супер за Не, тоа. Жаре одличен. Не, Жаре погодок беше таму. Како се презиваше Жаре? Нека ми извини. Жаре од театар комедија, да знаат за кој Жаре правим. Димовски ли беше Димовски? Жаре, да, мислам он и свири нешто, некој од музичка фамилија. Жаре се прави. Да. Тој нема што не прави. Игра, свири, пее, се прави. Сашко, кога ја спремаше првата златна бубамара, беше дојден кај нас дома, ако се сеќаваш. Да, нешто дружба беше некоја нешто, што беше? Беше дојден кај нас дома, и сега ќе ви го опишам, Сашко, пред златна бубамара, првата, негова, да, првата твоја. 2006 година. Ручек време, не знам, нешто јадевме или пред да јадиме, не знам. Напишано, викам, знаеш ли ова што е? Абе, знам, чекај, кој го пишуваше? Јас го пишував. Абе, шо пишуваше? Па ова го пишував, чита нешто пишува. Ти текнува? Не се сеќавам, ама Беше... знам дека на тефтер у мене, сега нели мобилен, и на мејл си праќам досетки, или идеи, или не знам што. Или, например, имам напишано хаштаг за лику представа, некој што сум го видел, негде си го праќам. И, например, кога играм малце, некојаш ќе ти треба нешто од фиолка да извадиш, па после имам за стендап, за не знам ова, за представа. И така, а тогаш тефтер. Евлија Челебија, знаеш, да запишеш на брзина. Да, пишуваше многу и повторуваше нешто, кажуваше. А ние со жена ми го гледаме и не можеме да сватиме. Тој вообичаено е смирен, вицеви кажува, така забавен е, а најнаш хотичен го гледаш и викаш, леле, кој знаеш што е материјалов, тешка вечерта требаше. Беше. Но како ја направи вечерта? И не И од тогаш не престана. Утре ден. 100 години имаш. Утре дента едва и чека да му сеам, Сашко Коцев е таков што едва и чека да му сеам да му кажам како било што било. И му објаснувам, ама така беше, така. Омилен ми е глумец. За нешто што излегоа критики, имаше уште печатени медиуми и во еден напис имаше таа и новиот вика, ново лице, новиот водител, и тој кажуваше ова, вака направи, онака направи, и но ги не знам што за публиката со неговата разочарувачка насмевка. Да се разболев, кажа зашто викам разочарувачка насмевка. И седиме саат време, онаму кај маршалот седим. Зашто викам вака разочарувачка? Ја разбирам, не сум талентиран ово, онама разочарувачка насмевка, па бар ги одржавам забитен. И другарка седи со мене, Бисера тогаш, другарка ми гледа вика: разоружувачка бе, насмевка бе, ти што ти е на тебе бе? Разоружувачка насмевка била. Ја изгледа бев спремен на пораз и одма јас си го прочитав разочарувачка. И она го препрочитав, вика разоружувачка насмевка. Добро, ајде викам живели. Ајде, може, слободно. Сори е повеќе од збор. Роден си во Словенија, во Лјубљана. Во Лјубљана. Сега ми препратија пред некој ден, не знам од кое видео, доле коментари, братиче да ми препрати. Од Кратово е.
И тој ми вика, од Куманово е цел живот, не од Кратово е, ама крие. Овој ми вика, не знам, од Куманово е. И, како се вика, еден им пишал коментар, 20 години живее у Скопје, што се расправате? Така да им пренесеме, да, роден сум во Љубљана, моите се од Кратово, ама не сум живеел никогаш во Кратово. Сум живеел во Куманово, од Словенија вратени во Куманово. И од Куманово во Скопје. Да, Си ја најдена љубавата докторка и си ја зеде. Да, така ја бирав. Бираше фулајна. Си викаш, јас не сум толку убав, ама жена ми мора да е лепотица. Да hoće да го краси машкот. Така е, сигурно. Кога станува збор за Словенија, те вличат корените. Таму имаше стендап настапи и доби и главни награди на тие стендап манифестации. Да. Не, немам ја корени словенски. Мислам, али добро. Нешто мирисот ме влече, ме привлекува. Да. Да, имав таму на неколку сум имал во Марибор на еден многу голем ленд фестивал, едно 3 пати бев, на Панч фестивал во Љубљана бев, мислам, 2 пати, 2 години мислам поред. Кој јазик зборуваше таму? На српски, српско-хрватски. На мојот скапан српски, каков таков, нели, у 9 падеш. Не суваше македонски зборови? Не разбираат. Дури младите таму не разбираат српски малце, понекогаш имаше проблем со панчлајните, знаеш. И на еден ленд фестивал освоив прва награда. 2014, не се сеќавам. Па сега снимав филм во Словенија. Со еден мој тогашен контакт од Панч фестивал. Филм за еден македонец кој што оди во Словенија, значи игра македонец, кој што е во монтажа, во постпродукција, мислам дека до септември треба да излезе. На кој јазик зборуваше? Зборувам на српски и на македонски. И по некој збор словенски, ама јас играм 2 лика уствари, кои што личат многу еден на друг. Тој другиот не го пишуваме од каде, као збори српски, не се знае од каде, може и не е ни од Словенија, знаеш, некој кој што работи во Словенија. Затоа што во Словенија кога ќе отидеш, рачуне, келнер, шанкер, бутик, таксиста, тоа не се словенци. Србија, Македонија, Босна. Да. Стендап имаше и во Македонија, беше активен? Во хотелот, да, кај што бев ми извини. Ми приде еден и ја нешто му зборам англиски, српски на тој. Он пријде вика, повелете. Што збориш, викам? Вика, јас сум од Делчево. Така каже. За стендапите во Македонија? Па нема се со корона, не сум правил стендап. Последниот стендап ми беше баш голем целовечерен. Дали Станица 26, дали Мната, не сум сигурен кој беше последниот. Јас во Мната те гледав. Мната, па може тој да е последниот. И тој сакам сега да го уснимам за да остане. Тој материјал што е собран. Тој се викаше детоксификација и се спремам за нова турнеја. На истиот стендап, така? Не. Нешто ново. Нова тема. Нови теми. Тетка ти Панда ќе е сигурно. Тетка Панда мора да биде тук. Без неа не се отвоиш повеќе. Имаше среќа да глумиш во, па да речам, најдобрите филмови македонски од поновата кинематографија и во Трето полувреме и до Балчак. Тоа се филмови кои што би ги гледал, не знам, и ги гледам многу често. Како ти беше кога те поканија да видиш составен дел од тие филмови? Па тоа беа моите први големи филми. Претходно, знаеш, негде се појавува вака или онака, знаеш. И мислам дека многу ми е драго што дојде во право време. Претходно да се појавија, претходно може ќе ми бил поголем теретот, не би се осеќал толку сигурен и стамен. Многу интересна приказната за Трето полувреме. Значи, јас во Трето полувреме не требаше ни да играм. Јас играв во Добалчак, нели, една од трите главни улоги. И Дарко Митревски, тогаш не ме знае, он него кастингот го работеше Нела Витошевиќ и она не ме ни викна на кастинг, зашто не знае дека сум запатен. Во исто време требаше да се снима. И не можеа да го спремат продукциски, зашто многу захтевен филм. И ми се јава Нела, ти стварно ли го откажали Добалчак за другата година? Да, дојде има една улога дека еден од фудбалерите. Одам ја кај Дарко вика, не те викам на кастинг за улогата, викам директно, супер, викам. Играм ја улога еден од фудбалерите. И после се случуваат превирања во продукција, се откажуваат мислам ликот од Србија, колегата од Србија што требаше тој лик да го игра. И вика Дарко Митревски, ти ки играш уловата на Коста и Горас ме гледа, вика, гзлак бе, не требаше ни да играш. Да, може да то главна стигна. Главната стигна. И
така се случи, тоа ми е многу драга соработа. Баш, знаеш, ти имаш искуство во театарско, да, многу, ама ова е друга дисциплина. Филмот и мислам дека Дарко да не беше толку наклонет и acting coach кој што имав Јордан Симонов, дека би било многу пострашно за мене и потешко. Беше многу голем напор, знаеш, не физички напор, беше пресијата беше голема, зашто емот филмот многу се очекуваше, беше, знаеш, под лупа, ставен под лупа филмот, многу се очекуваше. И така излезе. И после до Балчев го работевме со еден специјален пиетет, со еден специјален ентузијазам и желба. Со такви припреми, со тоа веќе ми е жал дека таков филм, толку голем филм, веќе нема да се снима никогаш. Зашто кога го гледаат луѓе од страна, ние имаме таква некоја слика, знаеш, на разноразни начини филмот се девалвираше, се дискредитираше заради другија, не заради филмот. А на страна кога ќе им покажам филм, онака луѓе викаат: "Во Македонија, колку кошта ова?" Па викам, не знам, 3 милиона евро. Ова изгледа како 20. И тоа ми е баш драго нешто. Знаеш, јас станав тој Крсто војвода, станав тој човек, буквално многу добро се поминав на таму. Беше многу тешко, во тешки услови се снимаше, многу вруќо, многу ладно, коњи, пукање. Коса многу. Да, коса многу. Секој ден саат и 50 минути во шминка бев, за да ми ја направат косата, пошто сакаше шминкерката, многу добра шминкерка и маскер, сакаше многу да ме промени и еден ден дојде вика на проба, шминка проба, и ја идам. Ми ја навитка косата, ја онака прво се погнав као, ама викам, ова како од некој виц. Али после кога ме облекува со реденицеве, со ова, значи целата комплетна шминка и Столе вика, ова е тоа, Столе Попов. Има една интересна сличка, сега ми текна, за пукање кога спомнав. Влегуваат отоманите во кафаната, ние седиме, ја и Сенко, Виткан Тутун, сене они влегуваат, се гледаме и они случајно влегуваат, не знам дека сме тука. И вадиме успорен снимак, 60 фрейма, станува и почнуваме да пукаме. Значи Деспирадос. Вестерн. Серджо Леоне и Сем Пекин. Пукаме. Еднаш, два, три, 15 пати. Добро викам, Столе, што направиш, што не глумиме кој што треба. Дој да се видиш. И пушта на монитор. Обично не се гледам ја на монитор. Има кој како сака, ја мразам да се гледам и не сака. Не, дој вика да се видиш. Пушта реплей. Tough guys, седиме. Успорен снимак, се вртиме. Гледаме Турција. Фрлам ливчето од Тутун, Тутунот се разлетува, дека 60 фрейма, све успорен снимак. Станувам да пукам. Вика, како трепкат? Па пука бе, викам. Па направете нешто, не трепкате, многу глупо изгледа, вика, смешно е. Ла. Викам, како може бе, викам, овој да не трепка Шварценегер и овој, како се викаше, Силвестр Сталоне, бе. И вика шминкерката, че една финта да пробаме. Восок ушите, так, као протеза си правиш тука. Пукам, кој Шварценегер, бе. Станавам, само пукам. Овака, не трепно. Да. И после така. Знаеш, таа беше една од првите со пукање сцени. Ние имавме и обука за пукање, све. Ама знаеш, обука не сме го помислиле тоа, дека не треба да трепкаш на што личиш, бе. Ја ништо посмешно немам видам. Немек, tough guys, цврсти момци станува. Не се плашиш од твоето пукање. Мене на Сенко, ја не знам, он кога ќе пукне, Сенко Велинов беше до мене. Он кога ќе пукне, ја од неговото уствари. Леле, тоа посмешно ништо не видам. Викам, управо си Столе да уште едно ќе сниме. Требаше да го зачува тоа, за да го Сигурно го има. Многу добро. После се редеа многу филмови. Со работи со баш режисери со кои што си сакал да работиш. Иво Трајков, па после Ѓорѓи Унковски имаме 2 краткометражни филма, па после Вардан Тозија, кажи го, Даријан. Награди многу доби краткометражни. Да, краткометражни. Да, сега постпродукција Кристијан Ристевски филм треба да излезе премиера на Вардан Тозија, треба да излезе премиера и треба да излезе на Даријан. Значи 3 премиери чекам и Славнечката 4 и на Ѓорче Ставревски 5 филма чекам постпродукција. Награди, да, стикер, налепница на Ѓорѓи Унковски. Па не знам колку награди има. И таму ти имаш награди за најдобар актер, да. Гран-при награди за режија, за сценарио, многу, мислам 250 фестивала има филмот. Беше ти на некој од фестивалите? Не, усред корона тргна по фестивалите. Вика, Ѓорѓи, штета, иначки се утепавме, да се прошетаме и контакти да направиш, и агенти, све. Усред короната, само онлайн. Ама,
Šta правиш? Нешто колку те сака, ви го цело време околу тебе. Што е ова, бе? Те сака, не знам. Кривото, да, бе, види. Љубов, абе, љубов не бира. Не, бе, Нема граница љубовта. Привлекува. Ова растенијава те сака. Тебе сите те сакаат, Сашко. Баш. Не, ако сите да сакаат тоа нешто не во ред со тебе. Тоа значи нешто... Па ти зар не знаеш дека не е во ред со тебе? Одамна не е нешто во ред со тебе. Како еве да речеме како ти се погоди да играш во сите тие добри представи? Затоа што обично големите актери, големите актерски имиња, можеби некако и се испозанесуваат и одбирам таа улога, па после 2 години па следната улога голема. А тебе баш она во континуитет, сите убави представи, сите улоги. Се направи добра работа, се створи добра атмосфера за работа во МНТ. Дојда големи режисерски имиња и ние сите грабавме никој ден да не одбиеш ништо, сите со сите да стекнеш искуство и некако се направи култ спрема работата. Значи не уопште не се размислуваше тоа дали си цел ден у театар или не си и некако така. Како испаднале добри, не знам, тоа е и некој можда X фактор, знаеш, некогаш не можеш да предвидиш, си викаш оваа представа ќе биде најдобра и ќе излезеш од себе, ќе дадеш вон себе се и представата сепак не е тоа. Тука нема рецепт за добра представа. Кој знае? Дури можда е подобро кога мислиш дека нема да го смениш светот со таа представа или тој филм. Тоа се случи со Стикер. Значи ние снимавме едно сценарио кое што сите многу го сакаме, многу му верувам, и уопште ништо понатака не размислуваме. Стално се забавувавме на сет, не е комедија филмот, али е така, има доста комични елементи. Никогаш не сме помислени ни на успехот, ни на одзивот, ни на ништо после. Не мислевме дека ќе го смениме светот со еден краткометражен филм. И ете, имаше невиден успех. Криво ми е за малце, имаше тука некоја последната селекција до Оскари ке стигнавме. Се боревме со онака светски продукции. Филм уснимен со никакви пари. Но парите не се битни, гледаш. Овие што ги чекаш сега новите, има од нив некој со многу пари филм или сите се нискобуџетни? Фонд, не, па сите се од фонд. Само на Вардан този е квалификуван како дебитантски, има малку повеќе помал буџет. И некои другите не се дебитантски филмови и се не знам колку е се буџетот, колку има од фонд која ти даваат категорија филм. Та не знам. Во тоа време се случи Изи, Хомо на Изи. Тој беше така, мислам, тој беше добар буџет филм. Хомо исто филм за кој што многу се зборува. Па да, се зборува, едно интересни животни приказни преплетени внатре. За човекот, многу интересен, длабок филм. Тоа е баш длабок филм. Таму има исто случка. Една улога ми нудеше режисерот и се видовме на разговор и викам, јас мислам дека оваа треба да играм. Зошто? Па мислам дека е нешто поразлично што не сум одиграл. И ми е многу драго сега да го поздравам што ми веруваше. Мислам сигурно и он себе си верувал. И сигурно и он го мислел тоа. Ама што ме веруваше во тој момент, онака ми даде доверба, имаше доверба, вика добро, таа улога за тоа. И таму е многу драго улога една нешто поразлично. Сега чекам исто на Вардан, тоа е доста тежок, доста длабок филм. Тоа треба да биде многу добра премиера. Кајдаријан сум со помал улога, но сепак исто и тоа ми е драга соработка со него. И така, тоа се редеа серии, така, со све помалци. Што прави? Ајде, ја знаеш ли цело? Але. Јас се викам Дарина. Далина. Дарина. А кој ја знаеш азбуката цела? А да број знаеш? Ајде. Абе да гејаш да дига кој нема опарскачеш. Абе веќе. Јас мислам ке броиш. Ова се букви или бројки? А, се извинувам. Сега што? А на назад од 10? Ние се снимаме. 10, 9.